За кој период се однесува ревизорскиот извештај, односно кој управувал, кој бил првиот човек во општината во тој период? И рековте дека 18 милиони евра е долгот на општината, можете ли да ни сумирате колку пари се злоупотребени од ова што го излагате како наод на државниот ревизор? Извештајот, односно периодот за кој е правена ревизијата е 2016 година, работењето на општината во 2016 година и обврските кои што доспеале или се реализирале во 2016 година. Тогаш бил градоначалник Стефчо Јакимовски, мојот претходник, а во делот што прашавте за кој дел од долгот се пари кои што се можно злоупотребени или злоупотребени, јас не би навлегувал во тоа, бидејќи и мојата заложба во кампањата и мојата цел во моментов е да го исполнам она што го ветив пред граѓаните, расветлување на ситуацијата во општина Карпаш и правење ревизија, нешто што го ветив и во предизборието. Се понатаму, утврдување на факти, утврдување на одговорност, утврдување на можни суми кои се проневериле, е работа на органите до кои што денеска го доставивме извештајот. Ова е редовен ревизорски извештај или е понуден по ваше барање? Овој оваа ревизија во општината е редовна ревизија, да. Добро, се извинувам, зашто само обично во праксата е, речам, цел 34 години бил органиот речел. Ова е само конкретно за 2016 година. Имате може би сознание дека и претходните години ќе ги... Нема. Добро, дел од обврските кои што се стигнати или плаќани во 2016 година, како што гледате, се однесуваат на претходни години. Односно, еве, кога спомнуваме општинската зграда, одлуката е донесена во декември 2014 година. Меѓутоа го истражували и тоа. Новиве општински бараки, исто така, не се во 2016 година, се неколку години претходно, а и тие се предмет на извештајот. Кои се вашите очекувања сега после ова извештај? Што очекувате да направи јавното обвинителство и неговата полиција? Јас очекувам јавното обвинителство, финансова полиција и сите истражни органи да си ја вршат нивната работа. Ниту сугерирам, ниту можам, ниту сакам да сугерирам што да одлучуваат и што да работат. Токму затоа ниту сум сегментирал, ниту сум делел, целосно извештајот сум го доставил, односно трите извештаи за трите сметки, сум ги доставил до основно јавно обвинителство и до финансова полиција. Тие можат буквално се што треба да истражуваат и да утврдат дали е нешто сомнително, дали има некаде криминал, дали има некаде прекршување на закон, злоупотреба на средства или нема. Она што можам да кажам, што да очекуваат граѓаните од општината, да очекуваат дека ние покрај соработка во секој дел што е потребен со органите кои што ги спомнав, ние во нареден период сериозно ќе се посветиме на имплементација на забелешките од Државниот завод за ревизија. Тоа ни е нас многу побитно, бидејќи секоја тема што е разработена во извештајот, подоли има и препораки како да се исправат тие грешки, така да сега практично ставаме еден рез на што се работело и почнуваме да ги спроведуваме забелешките со цел наредниот извештај да биде позитивен. Утврдиле ли ревизорите каде се потрошиле овие 2,6 милиони евра кредит што рековте дека биле ненamenски? Утврдиле, да. Утврдиле, јас се надевам, бидејќи извештајот е јавно достапен документ, за жал не знам од кои причини се уште не е прикачен на веб страната на Државниот завод за ревизија, можете слободно го побарате, штом го прикачат ќе го споделиме и ние преку нашите канали на комуникација, ќе видите и таму, да. Точно така, знаат каде се потрошиле доминантно на доспеани обврски на стари долгови. Иако требало да се потрошат на нови улици, нови тротоари, нова инфраструктура во вид на водоводи, канализации, фекални атмосферски, како се земени парите, така се расчистени некои стари обврски кои што настанале претходно, иако воопшто не била намената на кредитот таа. Дали општината има блокирана сметка, бидејќи дека долгот 18 милиони? Сметката во континуитет се блокира и се одблокирува. Судски извршни решенија по разни ситуации, по разни доспеани обврски кон разни компании стигаат многу често, би рекол еднаш до два пати неделно. Ние се трудиме, тука морам да се заблагодарам и на дел од компаниите кои што навистина имаат
разбирање за ситуацијата во општината, правиме вонсудски спогодби, плаќаме на рати се со цел да не страда работењето на општината и со цел да може да одговориме на барањата на граѓаните, а при тоа да си го сервисираме долгот кој што нели си го наследивме. Рековте овие бараки се дебограда, како ќе се решава ова прашање? Добро, во делот на овие бараки исто така има препорака од Државниот завод за ревизија, која што вели треба да бидат преземени активности за проценка на целокупната документација во врска со изградба на бараките заради утврдување на причините кои придонеле за појавените неправилности. Правилно да се евидентираат состојбите на соодветните позиции во деловните книги и финансиските извештаи. Ова го препорачува Државниот завод за ревизија, дополнително ние ќе видиме во законите што можеме да направиме во овој дел, бидејќи, знаете, дивоградба во принцип треба да се руши, меѓутоа има некои одредби кои што велат цената на рушењето визави цената на објектот, исплатливоста во однос на буџетот и на граѓаните, така да ќе постапиме согласно препораките и согласно закон. Дали може би имате порака за вашиот претходник? Апсолутно, јас ова не го правам ниту од лични побуди, ниту го правам лично кон некого. Јас во кампањата, покрај на бројните гостувања и средби со граѓани, на главниот митинг кој што го имав тука со премиерот Заев, јавно соопштив пред илјадници граѓани дека ќе спроведеме ревизија на работењето и дека тоа ќе биде јавно објавено. Ние само денеска пренесуваме што заклучил Државниот завод за ревизија. Од тука нема зошто јас да коментирам лично, не очекувам ни мојот претходник да коментира лично, бидејќи ова го утврдил Државниот завод за ревизија, кој што е стручен и професионален за таа работа. Ниту јас сум го побарал, ниту тој го побарал, ниту е под влијание на ВМРО, ДПМН, СДСМ или било која политичка партија. Спомене, Државниот завод за ревизија е една од малкуте институции кои што станаа до некаде професионални во изминатите години, така да ние само денес ги презентираме нивните, односно дел од нивните наоди.